Како што најавивме во текот на вчерашниот ден на нашата пресконференција, теренските активности на председателот на ВМРО-ДПМНЕ продолжуваат низ цела Македонија. Денеска сме повторно тука во Струмица и Струмичко. Утринава имавме една средба со младите од општина Босилово, каде што разговаравме за актуелната политичка и економска состојба, за перспективата на младите, тоест безперспективноста која што во овој момент владее, за струшените институции, за струшените надежи, за струшените очекувања, струшената економија која што во моментот, безидејноста од страна на владата, немањето на проекти, сето на што беше ветувано за време на предизборието останува само едно голо слово пишано на хартија, реализацијата изостанува, немаме практично никаква реализација. И она што мене ме загрижува, тоа е дека се поголема е разочараноста кај младите и се поголема е барањето алтернатива за напуштање на нашата држава. Сето она што беше ветувано во предизборието, дека голем дел од младите кои што претходно се иселиле ќе се вратат, напротив, ние гледаме само акцелериран процес на дополнително иселување од Република Македонија и желба за иселување од Република Македонија поради безперспективноста и немањето можности, кои што во овој момент се резултат на тотално погрешните политики кои што владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз ги води во Република Македонија. Исто така сакам да порачам две работи денеска, ја користам оваа прилика. Првата е бескрупулозната изјава од страна на председателот на владата, господин Зоран Заев, каде што се користи со ниски страсти и ги злоупотребува децата за дневно политички цели. Тоа не е моје ниво, но нема како да останам индиферентен и да не го искоментирам тоа. Навистина непримерно од страна на председателот на владата и се надам дека тоа нема да му се повтори во иднина, да користи ниски страсти и да ги злоупотребува децата за дневно политички цели. И втората работа што исто така ме загрижува е информацијата која што ја добивам од информации кои што доаѓаат кај мене од полициски извори дека имаме мобилизираност на припадниците на Министерството за внатрешни работи за дополнително загушување на можноста на граѓаните да го изразат својот демократски револ, демократски пркос преку протест. На тој начин апелирам не само што не се помага во процесот на заедничко надминување и подобрување на реформските процеси, туку уште дополнително се загрозува на овој начин. Затоа ја користам оваа прилика да апелирам и до Министерството, но и до господинот за Министерството за внатрешни работи, но и господинот Зоран Заев, да не ги злоупотребува чувствата, да не ги злоупотребува институциите и на тој начин да го ограничува демократското право на секој граѓанин во Република Македонија да го изрази сопствениот револт, се разбира, ненасилно. Ние уште од текот на вчерашниот ден тоа кажавме дека насилството не е оправдано и ние никако не можеме да поддржаме насилство, но секој оној мирен израз на револт е основно за гарантирано демократско право на секој граѓанин во Република Македонија. Доколку бидеме сведоци повторно на привидување, закани, притисоци од страна на Министерството за внатрешни работи, мораме со жалење да констатираме дека тоа не само што не му помага на процесот на реформи, туку напротив му одмага и го отежнува дополнително. Се надевам на разум, уште еднаш користам оваа прилика да апелирам и по двете точки, и под првата точка злоупотребата на децата за дневно политички поени, и по втората точка евентуалните злоупотреби на Министерството за внатрешни работи, а се со цел угушување или спречување на основното елементарно демократско право на секој граѓанин на мирен револт, изразување на мирен начин револтот од дневните политики кои што владата на Социјалдемократскиот сојуз ги води во Република Македонија.